се разбира дека на секој човек хумано, човечки е да му се помогне, особено кога се наоѓа во некоја ситуација кога дури и животот му е загрозен. И полицијата во такви ситуации, барем досега во голем број наврати, им помагаше на илегалните мигранти кои што ја користат територијата на Република Македонија за транзит кон побогатите земји членки на Европската унија, бидејќи не смееме и не можеме да заборавиме дека во Република Македонија влегуваат главно од Европската унија, што е малку апсурдно, односно земја членка на Европската унија. Имавме случаи кога полицијата помагаше на бремена илегална мигрантка која што беше оставена од групата заради низината состојба и благодарение на совесноста на полициските службеници, на нивната присебност и на брзата интервенција беше спасен незиниот живот, но на овој свет донесе и бебенце. Полицијата успеа и во друг случај кога 8-годишно девојче беше оставено од групата со која што се движело. Веројатно не можело да го издржи темпото или дел од членовите исплашени од евентуална интервенција на полицијата се разминале на различни страни, беше оставено само да ја помине ноќта, така што откако тој податок ни беше соопштено, отпочна обсежна потрага на теренот која што траеше 10 часа и девојчето беше пронајдено изгрижено. Има низа такви случаи во кои што колегите од граничната полиција го покажаа својот хуман карактер и граѓаните се разбира дека доколку видат некој чиј живот е загрозен, треба да му помогнат. Но таа помош значи помош во моментот и потоа да се информираат властите, односно полицијата, за соодветно да се постапи со овие лица. Се разбира дека како помош не може да се третираат оние лица кои што ги пречекуваат илегалните мигранти, потоа им организираат за одреден паричен надомест превоз до северната граница и практично се дел од тие меѓународни канали за криумчарење на мигранти. Земањето пари, финансии од овие лица кои што илегално влегуваат во Република Македонија во никој случај не може да се третира како помош. Напротив, тоа е кривично дело. Помош е доколку некому му се укаже медицинска помош или било што на терен, доколку биде затекнато такво лице и веднаш во соодветна процедура да се побара најблиската полициска станица, да се контактира полицијата, да се информира за настанатата состојба, за тоа што е забележано на терен, за соодветно да се постапи. Во однос на првото прашање кое што го поставивте, за жал Република Македонија изминативе неколку години е под засилен притисок, особено од јужната граница, с големен наплив на илегални мигранти кои што потекнуваат од ризичните подрачја, од Северна Африка, од Средниот Исток, практично од сите оние подрачја каде што се уште траат воени судири конфликти. Република Македонија овие лица ја користат главно како транзит зона, особено откако отпочна и вториот глобален проблем, односно светската економска криза, откако започна и должничката криза и генерално ситуацијата се влоши во соседна Република Грција, така што голем број од овие лица кои што и претходно имаа пристигнато во соседна Грција веќе не го гледаа својот извор на екзистенција во Грција и одлучија да побараат, да кажеме, подобра екзистенција кон побогатите земји членки на Европската унија, а тука на таа балканска рута прва на удар се наоѓа Република Македонија. Република Македонија од свој аспект ги презема сите неопходни мерки и активности за справување со оваа појава, но би нагласил дека не станува збор за некој локален проблем, кој што ја тангира само Република Македонија или пак некој регионален проблем, кој што би ја тангирало, да кажеме, Република Македонија, Република Грција или Бугарија или Србија. Напротив, станува збор за глобален проблем и тешко е да се очекува некаков исчекор се додека
тој глобален проблем не се реши глобално. Промена на нашата законска регулатива, дали можеме да очекуваме за да ги намалиме несреќите кои што се случуваат на некој начин да обезбедиме побезбеден транзит на овие луѓе, бидејќи тие сведочат, ние цел месец истражуваме дека има големи грабежи тука, ги злоставуваат па дели од локалното население. Министерството за внатрешни работи постапувајќи досега во голем број на случаи процесуираше кривични пријави против сите оние лица кои што ги откривме, кои што направиле какво било кривично дело врз овие илегални мигранти. И ќе продолжиме целосно да ги почитуваме нашите закони и меѓународната законска регулатива. Како Министерство за внатрешни работи целосно сме отворени за сите сугестии кои што доаѓаат од која било страна, кои што се конструктивни и кои што може да помогнат во оваа ситуација. Се разбира дека тие сугестии мора сериозно да се разгледаат, сериозно да се анализираат и да се донесе соодветна одлука во соодветен момент. Има ли веќе предлози од граѓански здруженија, бидејќи тие најавуваат дека ќе поднесат предлози за измена на законот за мигранти? Отворени сме за сите предлози кои што ќе бидат доставени до Министерството за внатрешни работи или Министерството за труд и социјална политика или пак владата на Република Македонија. За нас е најважно тие предлози да бидат конструктивни, да бидат предмет на соодветна анализа, сериозна анализа од сите можни аспекти и да бидат донесени во вистинскиот момент.